Почитувани гледачи, добре дојдовте во Урбаните вести. Во Штипскиот мултимедијален центар се уредува спомен соба за Киро Глигоров. Пристигнати се дел од личните предмети, книги, публикации, ордени и пијаното на првиот председател на Република Македонија, кои се подарени од семејството на Глигоров и ќе бидат поставени во спомен собата. Започнуваме со Урбаните вести, а еве што ќе гледате во нив. До 15 февруари трае рокот за пријавување на повикот предизвик за млади истражувачи. Промовирано DVD за медиумска писменост наменето за основните училишта. Продолжува грижата на деца во општина Карпош. Крводарителска акција по повод роденденот на Тоше. Се намалува цената на водата, но сметките стануваат повисоки. Иновацијски надпревар за креирање на истражувачки проекти од областа на природните и техничките науки организира Фондот за иновации и технолошки развој. Средното електротехничко училиште на град Скопје Михајло Пупин на овој надпревар ќе учествува со проект во делот на обновливи извори на енергија. Инфосесија на која беа презентирани детали во врска со јавниот повик предизвик за млади истражувачи, што го спроведуваат Фондот за иновации и технолошки развој и Министерството за образование и наука, се одржа денеска во Средното електротехничко училиште Михајло Пупин во Скопје. Повикот се однесува на сите основни училишта и стручни средни школи на територија на Република Македонија, кои имаат креативни ученици со желба да истражуваат и освојуваат награди. Истражувачките проекти треба да бидат од областите на природните и техничките науки, да се основаат на научен метод, да вклучува формулација, тестирање и потврда на хипотеза по пат на експерименти и наблюдување. Од Фондот за иновации и технолошки развој очекуваат проекти со видливи резултати и научни методи. Овој наш јавен повик е наменет за сите ученици од основните и од средните училишта од целата територија на Република Македонија. Целта на овој јавен повик е потикнување на креативното размислување, на инвенцијата, иновацијата и науката кај учениците. Очекуваме да добиеме проекти со видливи резултати, проекти кои што се засниваат на научен метод, кои што вклучуваат формулација, тестирање и потврда на хипотеза по пат на наблюдување или по пат на експеримент и наблюдување. Директорот на Средното електротехничко училиште на град Скопје Михајло Пупин Евтим Пеовски истакна дека ова училиште, како и останатите кои ќе аплицираат, се наоѓаат пред сериозен предизвик, а проектот нуди можност за истражување. Тој истакна дека ова училиште ќе аплицира на повикот со проект во делот на обновливи извори на енергија. Со овој проект практично сите средни училишта во Република Македонија се наоѓаат пред еден сериозен предизвик да покажат и докажат дека она што го работат значи продукт на способни кадри потребни за потребите на нашето општество. Овој проект нуди една убава можност да влеземе во едно истражување, да дојде до израз креативната енергија и да продуцираме употреблив продукт, некој проект кој што ќе биде применлив. Нашата екипа веќе е подготвена. Ќе аплицираме, се надеваме дека ќе биде прифатен проектот, инаку, ево првична информација, ќе работиме во делот на обновливи извори на енергија. Крајниот рок за поднесување на апликациите е 15 февруари оваа година. Вкупниот буџет за овој предизвик изнесува 1,5 милион денари, а максималниот износ кој може да се додели за еден истражувачки проект е 300.000 денари. Општина Карпош и Македонското Монтесори здружение ја продолжуваат соработката во насока на грижа на децата и подобрување на квалитетот на животот и на воспитувањето и образованието на децата, пред се од ромската популација и руралните средини. Македонското Монтесори здружение во соработка со општина Карпош интензивно работи на подобрување на квалитетот на животот и на воспитувањето и образованието на децата. Во рамките на овој проект, децата од предучилишна возраст од населените места Бардовци и Злокуќани активно се вклучени во воспитно-образовната програма, во рамки на која тие се подготвуваат за започнување на формалното образование.
Здруженијето Монтесори своите работни содржини ги реализира по моделот на учебна година. Во изминатиот период родителите и децата покажаа голема заинтересираност за вклучување во оваа предучилишна воспитно-образовна настава. Токму затоа Советот на општина Карпош, оценувајќи го како корисен и успешен, и оваа година даде зелено светло за продолжување на овој проект на подрачјето на локалната самоуправа. Едукативниот центар на Македонското Монтесори здружение во соработка со општина Карпош веќе 5 години се грижи за подобрување на квалитетот на животот и на воспитувањето и образованието на децата, пред се од ромската популација, но и од руралните средини. Музичка манифестација во Крушево и крводарителна акција во Домот на АРМ во Скопје се организира денеска по повод роденденот на Тоше Проески. Крводарителни акции кои се организираат во чест на најголемата музичка звезда Тоше Проески секогаш се помасовни од остенатите крводарителни акции. Македонија денеска одбележува 37 години од раѓањето на најголемата македонска и балканска музичка звезда Тоше Проески, кој трагично загина во сообраќајна несреќа кај Нова Градишка, Хрватска. Во неговиот роден град Крушево се одржува музичка манифестација во организација на локалната самоуправа, спомен куќата Тодор Проески, Меѓународната фондација Тоше Проески и Средното училиште Наум Наумовски Борче. Голема крводарителска акција посветена на Тоше Проески во знак на одбележување на неговиот роден ден се организира денеска во Домот на АРМ во Скопје. Акцијата ја организираа Црвениот крст на град Скопје, Општинската организација на Црвен крст Газибаба, Институтот за трансфузиона медицина, Тоше фанови и Фондација Тоше Проески. Организаторите велат дека ликот и хуманото дело на Тоше Проески се позитивен пример и поттик за многу млади личности кои токму на овој ден даруваат крв, но и мотивација за повеќекратните дарители да продолжат со хуманиот чин. Ова е една од најголемите акции во нашиот град, во нашата држава и навистина е голем одзивот на граѓаните кои што даруваат крв. Еве уште од ранните утрински часови, односно од 9 часот од кога и започна акцијата, веќе масовно доаѓаат граѓаните, помлади, повозрасни, навистина од различна возраст. Согласно нашите досегашни проценки, односно статистички податоци кои што ги извлековме од она што значи старосна структура на дарителите низ изминатите години, некаде околу 70 до 80% се млади крводарители. Кога зборува млади, мислам на првократни дарители и дарители некаде до кај 30 на години, кои што навистина сепак ги сметаме дека се нови во тоа дарување крв, односно во тоа крводарителско семејство. Така што да, го следат позитивниот пример на Тоше како млада хумана личност и навистина токму младите се оние кои што се уште инспирирани од неговото дело и лик. Традицијата за одржување на крводарителски акции во спомен на Тоше Проески започна во 2010 година и од тогаш традиционално тие се реализираат во негова чест. До сега на овие 14 акции својата хуманост преку чинот на дарување крв ја покажале околу 4000 крводарители. И денеска интересот за дарување крв во чест на најславниот крводарител Тоше Проески беше голем. Дали прв пат даруваш? Не, трет пат сега ми е. Имаш ли никој апел и до сите? За сите да даруваат крв да спасат живот. Ова ми е 14 пат. Имате ли никој апел? Па хумана акција во секој случај, да се помогне на секој што му треба. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во рамки на заложбите за медиумска писменост денеска го промовираше првиот производ на дел од членките на мрежата за медиумска писменост, DVD, наменето за училиштата во Македонија. Со DVD-то ќе се дистрибуира и леток во кој се објаснува што е тоа медиумска писменост и за кого е наменета. Првиот производ на дел од членките на мрежата за медиумска писменост, DVD за медиумска писменост наменето за основните училишта во Република Македонија, го промовираше денеска Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на Република Македонија. Во делот публикации на DVD-то со кое ќе се дистрибуира и леток изработен од агенцијата, се наоѓа приречник за изучување на медиумската писменост во наставата по мајчин јазик, изработен од Македонскиот институт за медиуми во соработка со Институтот за демократија и Бирото за развој на образованието. Прирачникот е за наставниците, а информациите што учениците треба да ги имаат за критички да ги анализираат, читаат и сваќаат медиумските содржини, се организирани во 5 наставни единици, придружени со примери и корисни идеи, изработени на македонски, албански, турски и српски јазик.
Директорот на агенцијата Зоран Трајчевски на промоцијата ја нагласи важноста на DVD-то. Денеска сме тука за да го значиме успешното реализирање на првиот заеднички проект на дел од членките на мрежата за медиумска писменост. Ова DVD материјали наменети за основните училишта. Неговата важност е двојна. Од една страна станиците добиваат конкретни пишани видео материјали од кои ќе може да се инспирираат и кои ќе може да ги користат како нагледни средства со што медиумската писменост посуштински влегува во основните училишта, а од друга страна соработката во мрежата и надвор од неа полека, но сигурно функционира. DVD-то содржи два анимирани спота, авантура низ медиумската писменост и за свесноста, што управам јас, наменети за секоја возраст, како и 5 спотови медиумска писменост, онлайн живот, точни и проверени информации, вест и ангажирана публика, наменети за тинејџери. 5 видеоспотови се на Високата школа за новинарство и односи со јавност, чиј раководител на наставната програма по новинарство Александра Темунгова рече дека тие се наменети пред се за средношколци, обидувајќи се да поттикнеме и создадеме една креативна и млада популација, која умее критички да ги перцепира медиумските содржини на која таа, а и ние сме изложени. Тоа е само еден кус, мал обид, нешто да помогнеме во оваа држава за да се направи во медиумската писменост и оваа прилика можеби ќе кажам дека освен што навистина ова е голем чекор за образованието во Македонија, со еден ваков ресурс да им се помогне пред се на наставниците, професорите во средните училишта. Материјалите за DVD-то бесплатно ги обезбедиле Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Македонскиот институт за медиуми, Високата школа за новинарство и односи со јавност, Метаморфозис и Народниот правобранител. Жителите на Скопје според предлогот на јавното претпријатие Водовод и канализација ќе плаќаат за вода за пиење и отпадни води 28,67 денари за метар кубен, што е за 0,72 денари пониска од сегашната цена. Но од годинава во сметката за вода скопјани ќе добијат и дополнителен трошок од 2,04 денари за прочистителни станици за отпадни води на реките Лепенец и Треска. Од јавното претпријатие Водовод и канализација Скопје информираа дека почнувајќи од 1.1.2018 година, тарифата на водните услуги се формира на предлог на Регулаторната комисија на Република Македонија. Од трите доставени предлози за корекција на цената на водните услуги од страна на Регулаторната комисија, јавното претпријатие Водовод и канализација Скопје до управниот одбор на претпријатието предложи да се прифати предлогот за корекција на водните услуги од најниско ниво, со кој цената која се однесува на водата за пиење и трошокот за отпадните води од досегашните 29,39 денари за метар кубен се намалува на 28,67 денари за метар кубен. Исто така, јавното претпријатие Водовод и канализација Скопје го презема во своја надлежност одржувањето на 2 пречистителни станици за отпадни води на реките Лепенец и Треска, чие одржување на годишно ниво чини околу 100 милиони денари. За оваа ставка, јавното претпријатие Водовод и канализација Скопје до управниот одбор на претпријатието исто така предложи да го прифати најнискиот предлог од Регулаторна комисија, која изнесува 2,04 денари за метар кубен. На седницата одржана на 10 јануари, управниот одбор ги прифатил предлозите за корекција на водните услуги од страна на јавното претпријатие Водовод и канализација Скопје. И овие предлози ќе бидат доставени до Советот на град Скопје за понатамошно разгледување и одлучување. Општина Киселавода спроведе акција за расчистување на тревните површини, парковите и улиците низ општината. Во оваа акција собрани се 30 тони смет. Од општината упатуваат апел до сите граѓани за совесно однесување и почитување на законот за јавна чистота. 30 тони смет е собран на територија на општина Киселавода во акцијата за расчистување на тревните површини, парковите и улиците. Од општина Киселавода информираа дека во акцијата оваа работна недела извршено е расчистување на сметот и во местните заедници Припор и Пинтија, каде е собран околу 4 тони смет.
Денеска акцијата се спроведуваше во урбаната заедница Бирарија. Во акцијата се вклучени преку секторот за местна самоуправа и социјална заштита, сезонски работници и еден камион. Општина Киселавода и Воиднина ќе продолжи со секојдневни активности за расчистување на својата територија, преку кои ќе дава придонес за почиста и поздрава животна средина. Локалната самоуправа апелира до сите граѓани за совесно однесување и почитување на законот за јавна чистота. Поради изведување на планирани технички зафати во електродистрибутивната мрежа, делови од Карпош, Сарај и Шуто Оризари утре во одредени периоди од денот ќе бидат без струја. Корисниците од дел од улицата број 20 од село Сарај утре од 9 до 14 часот ќе останат без напојување со електрична енергија. Од 9 до 10 часот без струја ќе бидат и корисниците од улиците Индира Ганди под улица 31, Пелагонија и Брсјачка буна во општина Шуто Оризари. А од 10:30 до 14:30 часот корисниците од улиците Стогово на потекот од број 21 до број 27 и Козле од број 28 до број 54 во општина Карпош. Како што информираат од регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје, причина за прекинот во снабдувањето со електрична енергија е изведување планирани технички зафати во дистрибутивната мрежа. Во наредните денови ќе се задржи период на стабилно време со ниски утрински температури, а дневните ќе бидат во постепен пораст. Утре и во сабота во предпладневните часови ќе има зголемени услови за појава на магла. Матама метео го гледаме во приложение. Во текот на изминатата недела од 15 до 21 јануари во Република Македонија се регистрирани 637 ново заболени лица од грип, што е зголемување за 74% споредено со неделата пред неа од 8 до 14 јануари, кога беа регистрирани 428 заболени лица. Се наведува во извештај што на својата веб страница денеска го објави Институтот за јавно здравје. Во однос на минатата сезона, кога биле регистрирани 2417 случаи, постои значително намалување на бројот на заболени во третата недела од годинава, која изнесува 73,6%. Со оваа информација ги завршуваме денешните урбани вести. Повеќе информации можете да најдете на нашата веб страна matama.mk. Ви благодарам на вниманието и имајте пријатна вечер.